Мојот лик е Джеки во монодрамата Драми на принцезите Джеки. Всушност тоа е Джеки Кенеди на крајот од својот животен пат. Не е документаристички пристап, него е само драмска конструкција за се она што е мачало Джеки во животот додека била прва дама. Ги повикува сега сите духови од минатото затоа што веќе не мора да молчи. Морала да молчи цел живот, но веќе кога е на крајот од својот животен пат нема зошто да молчи. Зборува за светлината на Мерлин Монро како контрапункт на темнината на Джеки. Зборува за атентатот на Џон Кенеди и зборува за загубата на своите деца. Постојано се навраќа на истите теми и постојано одново и одново ги преживува и ги доживува. Не оди во патетика, но едноставно ги пласира на публиката за да може таа да ги доживее. Таа да ги слушне, таа да дознае за сите работи. Таа да дознае и зошто Джеки ги губела своите деца. Джеки зборува од позиција на слика, на врамена слика, од позиција на статуа, на која паѓа еден маж кој крвари. Джеки зборува за своите мртви деца, за тоа како ги загубила, за тоа како дознала зошто ги загубила, затоа што дури на обдукцијата на Џон Кенеди таа дознала дека имаат кламидија. Сите тие работи се криеле од неа. Се биле тоа тајни кои не смеела таа да ги дознае, се додека била во брак со Џон Кенеди. Иако краток период од животот била прва дама, само 2 години и 10 месеци, меѓутоа имала толку многу случувања за кои што еве до крајот на животот сакала некако да ги проговори, за да бидат дознаени. Таа чувствува дека незината тајна, незината болка не е само незина. Тоа е болка на сите жени во светот. На сите жени и не само во незиното време. Генерации понаваму.